Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната болница Жан Митрев. Телото на жената минува низ бројни транзиции, како што се приближува до периодот на менопаузата, кои се најчестите гинеколошки и уринарни промени, кои што се јавуваат во ова животно поглавје. На оваа тема денеска разговараме со доктор Ирина Антонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, следува едно корисно издание. Кои се најчестите гинеколошки и уринарни тегоби што се јавуваат кај жените во периодот на перименопаузата и менопаузата? Ќе ја прашаме доктор Ирина Антонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Добар ден на вас и на гледачите што не гледат. Јас се надевам дека ќе биде интересна тема, која што ќе побуди интерес да не пратат до крајот на емисијата. Денеска акцентот ќе биде ставен на здравието, на женското здравје, пред се кај оние жени што се во зрелото доба. И сега моето прво прашање ќе биде што е тоа перименопауза, менопауза, постменопауза и климактериум, што ги предизвикува? Да, како што почнуваме од пубертет, после тоа одиме во репродуктивен период и онда доаѓаме во еден период во кој што веќе функцијата на овариумите почнува да се намалува функцијата на овариумите и доаѓаме во период на една перименопауза, на менопауза и понатаму една касна менопауза, нели, која што настанува и на крај може да кажам сениум. Сега, јас ќе почнам од менопауза, понда ќе се вратам малку ретроградно назад, за да кажеме дека некоја жена е во менопауза, ние можеме да кажеме само ретроградно, односно, ако помине година дена од нејзината последна менструација. И сега многу често ме прашуваат дали ние можеме да предвидиме. Ние апсолутно можеме во некој временски размак да предвидиме дека, например, има помало оваријална функција, дека жената можеби порано ќе влезе во менопауза, меѓутоа точно да предвидиме кога таа жена ќе влезе во менопауза и покрај тоа што беа измислени различни анализи на хормони, ние не можеме да кажеме. И поради тоа и ден денеска, значи менопаузата ја дефинираме отпосла. Односно, жената имала менструација пред година дена, поминала година дена и сега велиме да, оваа жена е во менопауза. Меѓутоа, за она за да пристане таа менструација, претходно потребно да се случат одредени промени, пред се хормонални промени, кои што ќе доведат до тоа да жената влезе во менопауза. И оној период кој што е пред менопаузата, обично се некаде околу 4 години, тоа се периодот кој што ние го означуваме како перименопауза. Не кажам дека просечната возраст обично на влез во менопауза е 51 година, меѓутоа тука некаде е прифатено од 47 до 55 години, дека тоа е возраста во која што ќе се влезе во менопауза. Сега, значи, 4 години предходно почнуваат полека да се случуваат хормонални промени во организмот на жената, кои што можеби од почетокот да не се толку забележливи, поради тоа тој период го викаме рана перименопауза и да стануваат се повеќе и повеќе забележливи, да пациентката ги осети симптомите и може и да побара лекарска помош, односно да дојде на преглед. Она што се случува е тоа што го приметува или во почетна перименопауза, дека можеби нејзините периоди се скратуваат. Ако, например, добивала менструален циклус на 4 недели, сега може да почне да добива на 3 недели. Тоа се должи како резултат на тоа што одреден хормон кој што се лачи во хипоталамусот ги стимулира овариумите да побрзо направат стимулација на останатите фоликули кои што ги има и поради тоа се крати тој прв дел од менструалниот циклус и пациентката може да добива на 3 недели. Она што другото, може и во овој период да се појават топлотни бранови. Сега она што е битно што сакам да го уште во перименопаузата може да се јават оние валунзи, топли бранови? Да, топли бранови и што сакам да го знаат пациентките, тие се јавуваат некаде, сметаме, според анкетите направени кај 80% од пациентките, можам да речам и 100%. Меѓутоа, она што е пациентките не бараат помош. Значи, жените обично сметаат дека можеби не се толку јаки на почетокот или пак се нешто што е природно, нормално, апсолутно дека е природно и нормално, меѓутоа во денешно време ние имаме можност да ги намалиме и да ги ублажиме симптомите кои што ги чувствуваат. Така да можат да они да почнат да ги чувствуваат овие hot flashes или овие валунзи
уште во оваа рана перименопауза да почнат да ги почувствуваат на пример пред добивање на самиот менструален циклус или во рана она фоликуларна фаза во текот на менструалниот циклус кога нивото на естрогените е ниско. Она што друго може да почне да им се случува е тоа да имаат проблеми со несоница. Тоа би значило дека тешко би заспале или тешко би го одржале сонот до утрото, односно би се разбудиле или во текот на ноќта. Понекогаш се јавува некоја апатија и незаинтересираност, се јавува депресија, пошто се смета дека естрогените делуваат и на мозокот, промени во самото расположение и една вагинална сувост која што во тој период се уште не е доминантна и пациентката можеби и да не ја осети. Сега сето ова се должи всушност и би додал уште еден симптом кој што го нарекуваат brain fog, односно заборавеност. Да, когнитивна магла всушност и во тој период и може би заборавеност, когнитивна магла и може би еден вид на апатија, летаргија, незаинтересираност за работите кои што може би претходно интересирале. Не значи тоа дека се јавува кај сите жени, не значи дека сите жени ќе го поминат тоа. Меѓутоа, доколку таа жена претходно била осетлива на некои депресивни епизоди, е многу веројатно дека тие во овој период ќе почнат да се манифестираат и ќе почнат да бидат појако изразени. Ја споменавте вагиналната сувост. Во кој период се јавува, дали во перименопаузата или во менопаузата? И како може да се забележи? Кои се симптомите? Значи, вагиналната сувост, поради тоа што дамна се спомнува и се зборуваше како еден атрофичен вагинит, од 2012 година Друштвото на гинеколозите, мислам, во светот, не само овде кај нас, воведе нов термин како генитоуринарен синдром на менопауза. И тоа значи дека не е само вагинална сувост, меѓутоа може да има печење, иритација, чешање, например, вагинална, а истото тоа да биде поврзано со проблеми при мокрење, да има ургенција, да има дизурија. Тоа значи дека чести нагони за одење во тоалет, чувство на недоволно празнење на мокрачниот меур и чести рекурентни инфекции. Ме прашавте за вагиналната сувост, она почнува да се јавува во перименопаузата, меѓутоа не е толку манифестна. Годините за низина манифестација се некаде таму 3 до 4 години од последната менопауза, кога она почнува да биде доминантна, поготово атрофијата која што се случува, поради тоа што на вагиналното ткиво му треба подолго време да биде без хормони, односно да биде без естрогени, за да може да направи, односно атрофични промени, односно да се намали подпорното ткиво, да се намалат нивоата на епителот, за да дојде до атрофија на самата вагина, да дојде со самото тоа доаѓа до промена на pH вредноста на вагината, доаѓа до промена на биофилмот кој што живее таму и поради тоа може да бидат понекогаш и чести други вагинални инфекции. Доаѓа ли до спад во тој период на матката ако има вагинална атрофија? До спад на матката може да дојде во било кој период на животот на жената. Ние најчесто се среќаваме во периодот на менопаузата, во периодот на перименопауза и периодот на менопауза, тогаш го среќаваме најчесто, од причина што му треба време да се манифестира. Значи му треба време од кога ќе почне спадот да стане евидентен на пациентката за она да дојде и да побара помош. До моментот додека не осети дека излегува некое топче или нешто се случува доле кое што ја тегне или кое што ја влече и кое што прави да она осеќа некоја нелагодност за да дојде на гинеколог. Евентуално пациентките кои што одат на редовни гинеколошки прегледи може да им биде посочено од страна на гинекологот дека се случува нешто, односно имате спад на предниот или на задниот вагинален зид, имате спад на утерусот, за да она од предходно, пред да ги осети симптомите, дознае дека всушност се случува нешто со незиното организам, односно со незиното тело. И она што сакам да кажам всушност дека естрогените се обвинуваат и они се најмногу проучувани за ефектот кој што го стварува жената, на кој што ги има симптомите во текот на менопаузата, односно еден хипо или намалување на нивото на естрогени кое што оди постепено, па поради тоа и симптомите на самата менопауза, па дури и спадот овие на гениталните органи одат постепено.
Така, значи, падот на естрогените и возраста всушност се главните ризик фактори за појава на овие Тегови новие кои тегови. што ги имаат жените. А што може да се направи кога жената ќе забележи вагинална сувост? Има ли решение на овој проблем? Да, решењето на проблемот за вагиналната сувост се зависи колку на жената и пречи. Во зависност од тоа колку пречи, дали им покрај вагиналната сувост, кај жената се јавуваат и чести или рекурентни инфекции, се јавуваат проблеми во однос на мокрењата, дизурични проблеми. Значи вагиналната сувост е во директна корелација и со уринарните инфекции? Да, ќе ве кажам зошто. Во директна корелација е од причина што епителот кој што, односно рецепторите кои што се наоѓаат во вагината и рецепторите кои што се наоѓаат во мочниот меор, уретрата или тригономот на мочниот меор се осетливи на естрогени. Значи естрогенот нема да делува како што ниското ниво на естрогенот нема да делува само на вагината и на вагиналната сувост, него во исто време ќе делува и на кожата. Ќе делува на промена на липидниот профил внатре во крвта, ќе делува на поголема абсорбција на коскената клетка, односно на коскената маса, да доведе до остеопороза, како што ќе делува на, како беше она фок или магла во мозокот. Значи на различни места во организмот не имаме рецептори за естрогенот, така да неговиот недостаток ќе се покажа секаде. Има студии во кои што испитуван андрогенот, во кои што се испитувани и другите хормони, колку они влијаат во периодот на перименопаузата или менопаузата кај жената. Меѓутоа, сепак главниот акцент и ден денес е удран на естрогенот и поради тоа, пошто ме прашавте дали постои терапија за вагиналната сувост, постои терапија која што се смета дека можеби таа терапија ќе помогне со оние дизурични проблеми или проблеми кои што ги имаат како често мокрење, осет на недомокрување пациентките кои што се наоѓаат во менопауза. Станува збор за естроген, меѓутоа станува збор за естроген кој што е во вагинална крема. За ниска доза на естроген, кои што се направени голем број на студии, поради тоа што голем број од пациентките не сакаат хормонска терапија да земаат, меѓутоа се направени голем број на студии во светот во кои што по апликација на овој тип на крем, вагинален естроген, е утврдено дали се зголемува и всушност за колку се зголемува концентрацијата на естрогенот во крвта. Утврдено е всушност дека концентрацијата на естрогенот се зголемува за многу милимална вредност, некои 5 микрограми кои што пикомикрограми ствари кои што не се различни од концентрацијата која што ја имаат и другите менопаузни или перименопаузни жени. Така да всушност многу малце од овој естроген се ресорбира поради тоа што станува збор за крема која што има мала доза на естроген, се смета дека можеби ресорбцијата е поголема на почетокот на самата апликација од причина што слузницата на матката е потенка, крвните садови се поблиску до местото каде што ќе ја ставите кремата и во првите недела или во првите 2 до 3 недели од самата апликација на оваа крема се смета дека можеби концентрацијата на естрогенот во крвта е малце поголем за разлика од понатамашната апликација и она што се смета е дека овој тип на апликација на естроген не го зголемува ризикот како например системската апликација за карцином на дојка, например, или за тромбоемболитски компликации кај жената. Доколку пациентката одбија да го користи ова, нели, имаме и други методи за користење, постојат вагиналети или гелови кои што содржат хиалурони, кои што се како навлажнувачи на вагината, кои што пациентката може да ги користи, например, 3 пати неделно и поради тоа што поради сувоста многу често имаат болен сексуален однос, она што може да се користи се лубриканти. Значи, секоја пациентка е индивидуална, со секоја пациентка треба да разговарате да видите што она би сакала и би требало да ги предложите сите можности кои што ги има. Дури во светот се правени испитувања за употребување на овој вагинален крем кај пациентки кои што се оперирани од карцином на дојка, каде што всушност не е најдена статистичка сигнификантност, односно дека употребата на овој крем го зголемува ризикот за појава на карцином на дојка. Дали тоа значи дека кремите кои што содржат естроген, а се наменети за вагинална употреба, може да се користат до толк временски период? Или да, не? нема временски период во кој што може да се користат, може да се доколку се постигне одреден ефект, они можат да не се аплицираат. Начинот на апликација може да биде различен, не мора да се аплицираат секоја вечер, може да се аплицираат 2 пати неделно на самиот почеток, а после тоа да се аплицираат еднаш неделно или може дури еднаш на
на 10 дена. Значи и растојанието и апликациите на овој крем се различни. Меѓутоа, во однос на студии во кои што одредени пациентки го примале овој вагинален крем, а други пациентки примале од оние што се навлажнувачи или лубриканти, е докажано дека овој крем многу повеќе делува на ослободување на симптомите кои што ги има жената, не само за вагиналната сувост и на уринарната проблематика. И уринарната проблематика. Да. Пред да преминеме на уринарната проблематика, би се задржала уште малку на вагиналната сувост и атрофијата на вагината и можностите за решавање на овој проблем. Што е со оние лазерски третмани за подмладување на вагината? Дали тие ќе ја зацврстат и ќе ја намалат истовремено сувоста? Вака сега, направени се испитувања во кои што употребата на вагиналниот лазер е ставен за употреба, например, оние кои што имаат спад на гениталните органи, оние кои што имаат вагинална сувост или оние кои што лечат некој тип на инконтиненција. И сега, кога зборуваме за медицина која што е базирана на докази, единствено нешто каде што имаат одредена статистичка сигнификантност дека можеби тој лазер делува, станува збор за еден тип на инконтиненција која што е ургентна инконтиненција. Кога се чувствува итност, веднаш да се испразни мочниот милор. Да, кога имаат нагло чувство дека мора во моментот да одат да трчаат до тоалет, смета дека можеме, меѓутоа се потребни поголеми студии да се направат за да се види дали лазерот навистина делува. Во однос на вагиналната сувост немаме толку големи студии во кои што има неколку мали студии кои што се направени, во кои што се смета дека можеби делува на колагенот, нели, па ја прави вагината поцврста. Меѓутоа, не само што се мали студиите, туку они го мереле и ефектот после употребата на лазерот, например, после година дена, за да видат дали има разлика оние кои што користеле лазер и оние кои што не користеле лазер во однос на структурата на епителот на вагината и докажано дека разликата е сепак минимална. Споменавте дека многу жени се плашат да користат хормонска терапија, стравувајќи од зголемен ризик за рак на дојка и за појава на тромбоза, па затоа некои се одлучуваат да користат фитоестрогени, односно естрогени од растително потекло. Да. Дали тие може да ги ублажат овие симптоми што ги набројавте? И кај жените што се во перименопауза, може ли да се продолжи менструалниот циклус на таков начин, менструалните креварења? Не, они се всушност за да ги ублажат симптомите. Не се взимаат за тоа да жената подолго остане во перименопауза, па да не стигне, например, ако треба да стигне за година дена во менопауза, па ние онда да го пролонгираме, па да биде тоа покасно. Тоа можеме да го направиме само со оние комерцијални производи кои што содржат во ниво на хормонска терапија. Фитоестрогените да се доста популарни. Голем број на жени поради тоа што не сакаат, барем ја што се среќавам во мојата пракса, поради тоа што не сакаат да ги користат овие хормонски друга терапија, користат овие фитоестрогени. Дали им помага, можеби зависи како го мерите, објективно или субјективно. Во студии во кои што се направени се смета дека немаат ефект. Меѓутоа имам јас голем број на пациентки кои што викаат дека им е подобро или полесно кога го зимаат тој препарат. Бројни се уринарните тегоби кои што се вуваат во овој животен период кај жената. Чистите цистити се сериозен проблем. Што се случува со организмот за да има такви инфекции на мочниот милор? Па се смета рецидивантни инфекции на мочниот мејор ги имаме во овој период на перименопаузата, меѓутоа такви рецидивантни инфекции на мочниот мејор ние ги имаме во репродуктивниот период. За да кажеме дека е рецидивантна инфекција, сега малце ќе ви извадам малце надвор од темата, поради тоа што зборуваме за уринарниот тракт, за да кажеме дека е рецидивантно не треба да се јави 2 пати во текот на 6 месеци или 3 пати за година дена, како еден вид на акутно воспаление на мочниот мејор. Кога се направени анализи за да се види зошто се јавува кај некои жени или не се јавува кај други жени, се смета дека можеби некои жени имаат генетски фактор во кој што вагиналниот епител е осетлив и представува резервоар за уропатогени
бактерии и во периодите кога пациентката е асимптоматска, односно во периодите кога нема никакви симптоми. Така, значи живеат бактерии на тој дел? Поголема осетливост на уропатогени бактерии да се фатат за вагиналниот епител, поготово за интроитус или микрофлора што е микрофлора или влесна вагина. Е поспецифичен составот на бактериите. Точно, од каде што всушност можат после многу лесно преку уретрата, пошто е кратка, да дојдат до мочниот меор. Се смета дека сексуалниот однос ги предизвикува односно е како фактор кој што доведува до појава на овие инфекции, меѓутоа исто така се смета врз отвора на анализата направено дека на пример ке пациентката ако првата уринарна инфекција се јавила пред 15 години од животот, тоа значи дека можеби ќе има проблеми со вакви рецидивантни цистити. Ако незината мајка исто така имала проблеми, се смета дека пациентката најверојатно исто така ќе има проблеми со овие цистите. Меѓутоа во овој случај не е причината падот на естрогенот, значи кај овие пациентки, меѓутоа во овој случај се смета во најголем број дека можеби е некоја сензибилност или осетливост на самата таа пациентка. И сега да се вратам за овие кои што се наоѓаат во постменопауза како резултат на недостаток на естрогенот, смената е флората. Тука генетика премногу може да игра, меѓутоа не толку голема улога како што игра кај овие кои што се помлади. Вагиналната флора е смената. Не само што е смената вагиналната флора, смената е пиха на вагината. Со тоа самата кисела средина која што стои тука како еден одбрамбен имунитет е смената. Смената е осетливоста на тригономот на мочниот меор поради тоа што е хипоестрогени, намалена количина на естрогени, таму имаме рецептори за естрогени и тоа дава можност за во овој период да дојдат и да се појават овие рецидивантни инфекции. Од друга страна, овие жени се соочуваат многу често, вие преска ме прашавте, со спад на гениталните органи, поготово спадот на бишиката може да направи да при празнање на мокрачата да не дојде до незино целосно празнање, ќе остане дел урина. Не викаме рест урина, нели, да остане дел од урината внатре и таа е погодно тло за да се развијат овие бактерии. Се смета дека оваа вагинална крема со естрогени која што ја спомна, се ќе спомне дека јас толку многу ја промовирам, меѓутоа во студиите се смета дека може да делува точно и на овие проблеми кај жените. А како се препорачува да се одржува хигиената на интимната регија кај жените кај кои што се јавува вагинална сувост и кај кои што се присутни чести уринарни инфекции како што се циститите? Постоја денеска студија во кој што се смета дека можеби ако ние сега е вагинална сувост и е смената флората на вагината, ако дадеме пробиотици, меѓутоа не пробиотици на уста, е докажано дека тие пробиотици на уста што ќе ги дадеме не делуваат, меѓутоа дадеме вагиналети, дадеме вагинални супозитории и креми кои што во себе содржат неколку вида на пробиотици, тогаш ние всушност на некој начин ќе се обидеме да ја смениме флората на и на тој начин ќе делуваме превентивно. Меѓутоа, начинот на одржување на хигиена е идентичен како во репродуктивниот период, така да нема некоја разлика на која што жената би требало посебно да внимава. Она што е можеби да има почесто печење, може да има појава на чешање, во овој период се многу често се јавуваат и кожни промени на вулвата кои што бараат понатамошно исследување, кои што бараат понатамошен третман, а поради тоа што кожата веќе е тенка, многу често може да дојде до повреда или многу често може да дојде до крварење на... Особено ако има силен јадеж. Да, може да дојде до крварење на... Јадежот не секогаш е поврзан со никаква инфекција? Може самата состојба да доведе до такво нешто? Да, понекогаш може самата состојба да доведе или понекогаш, или во најголем број случаи во овој постменопаузен, менопаузален период е поврзана со кожна промена лиҳен, која што бара терапија, меѓутоа терапијата не се естрогенската крема, во овој случај станува збор за кортикостероидна терапија, која што ја користиме кај овие пациентки, откако ќе докажеме дека всушност таа промена е кожна промена која што во овој случај е кожна промена, меѓутоа ние ја третираме, односно гинеколозите ја третираат.
Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма веќе можете да го видите на екранот. Сите прашања кои што се поврзани со темата на која што говориме, можете да ги поставите во програма. Доктор Ирена Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во приватната болница Жан Митрев, е гостинка во студиото и таа ги дава сите совети поврзани со овие чести тегоби и проблеми кај жените во периодот на перименопаузата, менопаузата, но и постменопаузата, климактериумот и така натаму. Кога кај жените ќе се јават вакви уринарни инфекции кои што се однесуваат на мочиот меур, односно циститис, како се лекуваат во менопаузата? Доколку не имаме докажано дека во суринокултура дека имаме одредена бактерија, тогаш третманот на акутниот цистит е антибиотски. Во зависност од тоа на што е сензитивна или на што реагира овакво бактеријата која што е изолирана од уринокултурата. Доколку станува збор за млади пациентки во репродуктивен период, кои што имаат оние хронични рецидивантни акутни цистити, она што се препорачува на времето беше една подолготрајна антибиотска терапија, меѓутоа со помала доза. Сега во последно време се сменија ставовете за да не биде подолготрајна терапија поради тоа што има нус ефекти. Се смета дека можеби тие жени кои што знаат дека овие цистити им се јавуваат после сексуалниот однос, се дава пола доза на пример на цефалексин од 250 мг или друг лек кој што се само една доза после сексуалниот однос, па дури и жените се инструираат сами да знаат како да се лекуваат. Велате дека е корисно по секој сексуален однос да појдат во тоалет и да ја испразнат, да го испразнат мочиот меур. Не е докажано дека тоа е корисно, меѓутоа пошто не штети, студиите кои што направиле дали жената оди во тоалет, го празни мочниот меур или не го празни после сексуалниот однос, не покажала некоја значителна разлика, меѓутоа поради тоа што нема штета да го направи тоа, ние секако дека го препорачуваме, исто така како што ги советуваме начинот на кој што се бришат, нели, кога ќе одат во тоалет. И сега нешто друго да кажам во однос на хормонската терапија. Да, и пред да преминеме, што е со лекувањето кај жените кои што имаат спад на матки, кај кои што останува спад на мочниот меур, кај кои што останува дел од урината во овој орган? Како кај нив се лекува циститисот? Во зависност од жената, од незината состојба, понекогаш во најголем број случаи, нели спадот на гениталните органи, терапијата, доколку има изразени проблеми хируршка. Хируршка? Да. Пред да преминеме на хормонската терапија, да им дадеме предност на гледачите, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден за првиот гледач. Добар ден, да слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ме слушате? Одлично. И го очекуваме вашето прашање. Поздрав до докторката, поздрав и до водителката. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Јас ке ве замолам само да го следите разговорот преку слушалката. Може. Очигледно тонот на телевизорот не ви е исклучен. Сега добро е? Одлично. Сега вие не слушате одлично и го очекуваме прашањето. Поздрав до водителката и докторката, да се навртам пак. Имам силно чешање вагинално надвор. Како е? Да. Добро? Јако чешање надвор. Значи, бев на гинеколог, ми дадоа кантарион, пробав, ставав се, ништо не ми помогна. Имам голем проблем. Дали може да прашам колку години сте? Да. На која возраст сте? Колку години имате? Меѓутоа ништо, молам. Колку години имате? 62. Така, има докторката прашање само до вас, повелете. Да, значи, поради тоа што сте на 62 години, сте биле на гинеколог неколку пати, предпоставувам дека станува збор, односно се лечи инфекција кај вас. Освен чешањето, дали има некој исцедок? Не. Нема ништо. Најверојатно, поради тоа што е надворешно, предпоставувам јас, меѓутоа ќе треба да го потврди гинекологот, да го види или да се земе биопсија, станува збор за кожна промена која што малце претходно ја споменав на надворешните генитални органи. И начинот на терапија на таа кожна промена е всушност одредени креми кои што се различни од тоа што на вас досега ви го препишале. Значи би требало да се земе биопсија и да се потврди точно за која кожна промена станува збор и после тоа јас мислам дека ќе го најдете лекот и тоа чешање кое што е
поготово навечер предпоставувам, ќе исчезна, ќе се намали. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ние ќе го слушнеме прашањето и од следниот гледач во денешната телеамбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум од Гевгелија. Вие сте во програма? 67 години. Така? И неколку пати во годината, исто како менструација да ми иде, не знам што да правам, не сум била на лекар. И имам притисокот ми се качува за тоа време и цела станувам црвена. По 2-3 дена ми тоа е. Докторке, можевте да разберете? Да, ми рековте дека сте 57 години, меѓутоа дека понекогаш 67. 67. Добро. Да. Значи вака сега, секој крварење кое што ќе се јави после последната менструација, ние го сметаме како крварење кое што треба да испитаме зошто се јавува и како. Вие ми рековте не сте биле на гинеколог, меѓутоа еве мојот апел до вас е дека треба да отидете на гинеколог, поради тоа што тоа крварење кое што се јавува треба да исклучиме дали е поради атрофијата која што ја постои или постои некој проблем поголем кој што треба да се лекува. Значи, еден гинеколошки преглед, мислам дека треба да се одважите да отидете и да го направите, поради тоа што ќе го решите проблемот што го имате, бидејќи крварењето за кое што ми раскажувате, всушност не треба да се јавува и ние го сметаме за ненормално крварење кое што се јавува во тој период и постојат одредени гайдлайнс и протоколи како се диагностицира и како понатаму се лечи. Меѓутоа мора да има гинеколошки преглед. Така, значи задолжителен гинеколошки преглед при секое вагинално крварење за време на менопаузата. Да, поради тоа што ние не очекуваме вагинално крварење за време на менопаузата. Може да се кријат различни причини, може да е атрофијата на вагината причина, може да е причина некој цервикален карцином кој што го поминал периодот на репродуктивниот период, пациентката престанала да оди веќе на гинеколог, меѓутоа сега се манифестира со тип на крварење. Може да станува збор и најчесто може да станува збор за промени кои што се наоѓаат внатре во слузницата на матката. Дали станува збор за некоја атипија, односно за нараснување, ендометриална хиперплазија, велиме, дали станува збор за некој преканцероза или карцином на слузницата на матката, тоа треба да се исклучи. Значи, секое крварење кој што ќе се јави после година дена од завршување на последната нели менструација е алармантно и жената мора да се јави на гинеколошки преглед. А дали на еден класичен гинеколошки преглед можете да забележите дали кај жената има спад на матката или пак има атрофија на вагината? Апсолутно. На секој гинеколошки преглед може да се забележи дали се атрофични, поготово тоа е класична слика на атрофија на вулвата, на вагината, на влезот во вагината, понекогаш станува збор за стеноза на вагината и самите пациентки знаат, поради тоа што имаат болни сексуални односи. За спадот на гениталните органи исто така они може да знаат ако спадот е надвор од влезот на вагината. Меѓутоа ако е внатре во вагината, пациентките може да не знаат, меѓутоа со самиот преглед гинекологот ќе го визуализира и ќе го види нели спадот до каде. Во кој случај на пациентката ќе предложите хормонска терапија? На пациентката, значи, менопаузата реков дека настанува некаде околу 51 година, меѓутоа од 47 до 51 или од 45 до 50 ги сметаме дека ова е пациентката кога ќе дојде ни кажа дека има проблеми, поготово со ирегуларитет во циклусот или дека нема менструација, онда тие пациентки сметаме дека се тука во менопауза. Меѓутоа кога дојде пациентка која што е 40 до 45 годишна возраст и она кажа дека има проблеми со менструалниот циклус, онда има топлотни бранови. Можеме да помислиме дека не станува збор за перименопауза, дека може би станува збор за некои други проблеми. И тогаш е периодот кога јас нарачувам да се направат одредени хормонални анализи за да бидам на чисто всушност што се случува со таа пациентка. Поради тоа што пристапот во однос, за да се вратам на хормоналната терапија што ме прашавте, пристапот во однос на тоа дали пациентката треба хормонална терапија или не треба хормонална терапија е индивидуален. Ако пациентката има 40 годишна возраст и она веќе е во менопауза, она има уште долг дел од својот живот пред неа.
И ние знаеме дека хормоните, поготово естрогенот, штитат од кардиоваскуларните заболувања, од карцином на дебело црево, дека штити од во одредени случаи како диабетес мелитус, за остеопорозата веќе сите знаеме, за квалитетот на кожата исто така. Тогаш сметам дека на овие пациентки, поготово во оваа возраст, од 40 до 45 годишна возраст, може да им се понуди хормонална терапија, која што не мора да биде она хормонална терапија која што ја даваме на пациентките кои што се во постменопауза, може да биде она терапија која што се зема за контрацепција, од самата причина што не треба малце поголема доза на естрогени, за да ги ублажиме симптомите кои што пациентката ги има и во исто време и да ги одржиме ефектите кои што сакаме да ги одржиме со естрогените. На времето имаше бум во давање на хормонална терапија кај пациентките се до 2002 година, кога излезе некоја студија, огромна студија на голем број жени, каде што докажаа дека всушност давањето на оваа хормонална терапија го зголемува ризикот за појава на карцином на дојка или тромбоемболиски компликации. Меѓутоа, во таа студија или во тој прв период кога се користеше оваа хормоналната терапија беше неселективна и се даваше на пациентки кои што беа над 60 годишна возраст. Така да, денеска се смета дека кај пациентка од 50 до 59 годишна возраст, која што иначе е здрава, која што нема фамилиарна оптовареност, постои посебен калкулатор со кој што вие гледате колку нама има ризик за развој на карцином на дојка или пак за развој на тромбоемболиски компликации, доколку излезе дека она е со нисок ризик. И нема други проблеми, нема хипертензија, односно не зема никакви други лекови, а има симптоми кои што и пречат во квалитетот на животот, и пречат во секојдневниот живот. Поготово е многу погодна за овие топлотни бранови кои што пациентката ги има, онда се смета дека кај тие пациентки оваа хормонална терапија може да се даде. Траењето начално е до 5 години, иако пациентките многу често одлучуваат порано да ја прекинат терапијата, и начинот на кој што ќе ја прекинете оваа хормонална терапија треба да иде постепено. Пошто не можете одеднаш или нагло да ја прекинете хормоналната терапија, пошто бидејќи самите симптоми можат да се вратат. Да се вратат, ако нагло се прекинат. Ако нагло се прекинат. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме можност да постават прашање. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Во програма сте, повелете. Вака, јас сум 70 години возраста. Едно 10 години... Дали јас сум на линија? Да, слушаме, одлично, имате 70 години. Едно 10 години се гинеколошко се преглидам, ми кажуваат некој сувосна матка. Ми дават канестен, едно 3 пати канестен ми дават за преглед, за премачкување, и тапа болка, ништо немам подобрување, тапа болка имам доле ниско на стомакот, и пред неколку години имаше некој исцедок, ми дава некои таблети. Али малце понамали тоа исцедокот, пак осеќам некои проблеми така на матката, па ќе ме молам, сега пред скоро ми казаа дека више прегледи да не правам. Јас имам проблеми на стомакот. Но вие се уште чувствувате тегоби. Не се чувствувате добро. Да немате прашање. Немам прашање, само сакам да кажам дека треба да прави прегледи. Јас не знам кој кажал дека не треба пациентката да прави прегледи, пошто има 70 години. Во секој случај дека треба да прави прегледи, еднаш годишно да го посети гинекологот, од самата причина што доколку има исцедок се јавува при сувост на вагината, меѓутоа тој треба да биде без боја или без мирис, за да кажеме дека еве тој е некој нормален исцедок. Ако се јави исцедок кој што има мирис, кој што има боја, кој што е во голема количина, тогаш во најголем број случаи станува збор за некој тип на инфекција, кој што е накалемена на сувоста на вагината која што ја има пациентката. И она што би требало да се направи е да се види, односно да се докаже што всушност го предизвикува тој исцедок кој што го има и да се даде соодветна терапија кај пациентката. Најверојатно канестенот кој што се користи за габична инфекција не е соодветен за оваа пациентка. Така да мој апел до неа е да, ја не знам каде живее пациентката, меѓутоа да посети гинеколог за да се договора точно каков третман би бил соодветен за неа. А доколку е резултат овој исцедок на сувоста и сите овие симптоми, тогаш што предлагате кај жена на 70 години? Има решение? Апсолутно дека има решение. Јас го зборувам Оно со што започнавме на почетокот. Да, како што започнавме, јас го зборувам, значи може да
проба со, ако И на не таа сака возраст хормонална може, терапија, така? може апсолутно. Ако не сака да користи вагинална хормонална терапија, онда може да користи, не зборувам за системска, не зборувам за да ги пие, зборувам за вагинални кремови. Онда може да користи оние кои што се навлажувачи, кои што пред се содржат во себе хиалуронска киселина за 3 пати неделно за одржување на влажност, или може да користи вагинални пробиотици кои што ќе сменат и структурата и флората на микробиомот кој што се наоѓа во Но сепак вагината. задолжително еден гинеколошки преглед. Апсолутно, јас не знам претходно. зашто на 70 години не треба да го посети гинекологот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте. Повелете. Поздрав до целото студио, поздрав до докторката. Ви благодарам. Благодарам. Сакаме да те прашам сега нешто, ако може накратко. Еве сега на 15.1. Бех на доктор, на гинеколог, моите майки. Ми почувствува некоја болка и малку со мопењето има проблем. И отидов се матичниот, испитав, први ми кажа дека имам циста, отприлика околу 2,20 сантими од сликичката се ми кажа. И ми рече да испитам тумор маркер, испитав го, 43,5 ми се појави малку покачување. Значи, 35 било, на мене 33,5. Малку покачено. Исто така ми даде неапсини да пијам, нолицини за инфекција и многу јака болка имам. Вака Така. сега, која возраст сте вие? 39 години. 39? 39. 49. Менструалниот циклус се уште го имате? Имам, да, редовно. Да, и станува збор за циста, кој што ја не ја слушнав големината на цистата? Да. Колкава е Да. големината на цистата? 23 милиметра. Ми речема да Значи околу 2 сантима. Така. 2 сантима, да. Да, кажете ми кога беше таа циста е видена после На 15? менструалниот циклус или пред? На 15.1, а сега на 25. Така, да, но не, дали цистата е забележале пред да добиете менструација или откако добивте? Пред да добиете. Сега чекам да добијам и после тоа петиот ден да идам на контрола, да видам дали ќе прсне, дали расте, дали се инчистило со пременструација. Да, во голем број на случаи овие цисти се функционални. Во вашиот период од 49 години, во најголем број случаи може да не дошло до овулација во текот на циклусот и тој фоликул кој што односно требало да се ослободи да направи овулација да се претворил во циста. Туморскиот маркер ми рековте дека не е покачен, јас колку што ве разбрав. Благо покачен ако 3,5. Станува збор за CA125, претпоставувам. Да, не многу малку покажа. Да, тоа е до 35 му е границата, зависно од лабораторијата, така да јас очекувам дека оваа циста, ако не прсне на овој преглед, ќе најверојатно вашиот гинеколог ќе ви закаже уште еден преглед за отприлика 3 месеци, за да види што всушност се случува со цистата. Нема некоја итност во однос на цистата да некоја ургентна терапија да треба да ја спроведете за цистата. Во однос на уринарната инфекција, претпоставувам дека сте добили антибиотски третман. Нолицин. Да, и сега сте добри. Па имам уште 2 дена од тие да пијам. Уште ги пијам 20. Може ли болките што се чувствуваат да бидат всушност поврзани со циститисот? Најверојатно болките се поврзани со циститисот, не се поврзани со цистата поради тоа што она е толку мала за да предизвика болки. Така да јас очекувам дека болките би требале сега да ви се намалени. Намалени. Благодарам, бидете поздравени. Ви благодарам Поздрав. што се вклучивте во програма. Докторке, што е со оние жени кои што се во перименопаузи, кои што почнуваат да се јавуваат обилни крварења, кои што не прекинуваат? Дали е тоа нормално или е компликација? Значи, во перименопаузата можеме да очекуваме да се скрати, да се продолжи циклусот. Можеме да очекуваме да се намали количината на менструалната крварење или можеме да очекуваме да се зголеми количината на менструалната крварење. Не само што можеме да очекуваме да се зголеми количината, него некогаш се јавуваат во периоди од 2 до 3 месеци кога пациентката немала менструација, она добива некој менструален циклус кој што почнува и трае. И онда почнува некој ден е слаб, некој ден е пообилен, некогаш станува збор за нагло и обилно крварење, а доколку пациентката се наоѓа во овој период на перименопауза, она што треба да исклучиме дека
е физиолошки, а не е дека како резултат на некоја промена на матката или на слузницата на матката. И она што ние го правиме во тој случај правиме кератажа, со тоа што не само што ќе го тргнеме слузницата на матката за пациентката да престане да крвари, него ќе добиеме и наод за да знаеме зошто пациентката крварела. Во најголем број случаи станува збор дека е само естрогено дејство, односно дека како во случајот со пациентката која што пред малце не се јави, кај неа не се случило тоа, дека на пример имало само фоликул кој што се претворил во фоликулинска циста, кој што долго време делувал со тоа што имаме флуктуација на хормоните, па имаме во овој случај зголемено ниво на хормон естроген, меѓутоа не дошло до ослободување и до лачење на другиот хормон кој што ни треба, прогестерон, и поради тоа настапило ова обилно крварење, така да тогаш терапијата е во однос да го дадеме на пациентката тоа што и недостига, а тоа што и недостига е всушност вториот хормон. Во овој период на кога кај пациентката се рецидивни вакви крварења, постои опција за пласирање на интраутарина спирала, која што во себе всушност го има оној хормон кој што пациентката и недостига и кој што би требало, на пример, неколку циклуси да го дадеме да го пие преку уста. Така да дури во светот овие спирали ги користат и во менопаузата кај пациентките кои што се на хормонска терапија, меѓутоа кои што примаат само естрогени, а кои што имаат сочувана матка, и пласирањето на оваа спирала е всушност за пациентката да не мора преку уста да го зима и другиот хормон. Може да помене само со лепенке, пошто го има овие хормонални субстанции ги има во различна форма, дали се преку уста или дали се преку лепенке. Така да тоа е всушност постапката за овие пациентки. Во време на менопаузата и постменопаузата понекогаш кај жените се јавува и неволно испуштање урина. Од таа причина тие носат влошки за апсорбција на урината. Дали тие можат понекогаш да создадат и проблем, бидејќи веќе има сувост на интимната регија? Не само тоа, него самото ностоп истекување на урината прави иритација и прави дразба. Ке стават влошки кои што прават апсорбција, меѓутоа таа урина секако ќе дојде во контакт со кожата. Така да и оние уринарни инфекции, што ги спомнавме претходно, кои што ја себе заборев да ја спомнам, дека за кај жените кои што имаат уринарна инконтиненција се среќаваат почесто. Сега знаеме дека постојат два типа, различни типови на уринарна инконтиненција. Едната која што јава при кивање, при кашлење, која што верувам неколку пати сте обработила во Телма амбуланта, за која што за која што нема да зборуваме јас овој пат, меѓутоа постои друга инконтиненција која што е поврзана со недостаток на ова, која што е итно неодложно одење до тоалет за празнење на мочниот меур. И овој тип на инконтиненција, начинот на нејзиното третирање е медикаментозно. Не само медикаментозно, меѓутоа, например, се почнува се води дневник, за да се види колку е најмалото растојание помеѓу две мокрења, па потоа се дава задача на пациентката да другиот ден го одржува тоа најмало растојание помеѓу две мокрења и така мокри цел ден, со тоа што во текот на понатамошните денови постепено се зголемува за 15 минути. И на тој начин правиме всушност тренинг на мочниот меур за кај таа пациентка да издржи поголем капацитет, за да не дојде до ова ниво на испуштање на урината, меѓутоа во најголем број случаи овие пациентки ги третираме медикаментозно, имаме неколку типови на лекови кои што ги користиме, некогаш можеби има потреба да се користат и два типа на лекови со цел да ги спречиме, да не дадеме голема доза од едниот тип на лек, за да ги спречиме несаканите ефекти кои што тој тип на лек може да ги направи. А дали жените кои што се во менопаузи примаат хормонска терапија ќе ги избегнат ваквите проблеми? Се смета дека хормонската терапија која што ја примаат преку уста, например, жените, дека не делува на овој тип на инконтиненција. Може да делува вагиналната препарација или вагиналниот крем,
на овој тип на инконтиненција, меѓутоа она што е значено да се смета дека дури жените кои што се на оваа хормонална терапија имаат зголемен ризик од другиот тип на инконтиненција, односно од стрес уринарната инконтиненција. Така да знаете како морате да ги извагате нештата, да видите што сака жената, што сакате вие да постигнете, колку нели на која возраст е жената, колку има проблеми кои што треба да ги лечите, за да знаете што точно да ја давате. Понекогаш даваат дури вагинална препарација, значи вагинален крем, и даваат плюс орално или трансдермално, односно преку одредени лепенки на кожата. Кога жената треба да се јави на лекар во периодот на менопаузата? Па жената треба да иде на лекар еднаш годишно, да го посетува својот гинеколог. Значи нема период од животот кога треба да запрат овие прегледи. Па не, како што јас да исто речеме така што 70 рече дека плюс, 70 години, дека не, може би има период на животот кога ние можеме да запраме со скенирање за карцином Може би на за грло. пап тестот било, да, тоа за сакав карцином на грлото на споменам. матката. Ние Може би таа сугестија била дадена, дека нема потреба од пап тест. Да. Меѓутоа еднаш годишно поради тоа што на пример оварилниот карцином се јавува обично во периодот на менопауза. Значи се ова кај тие жени, а ние немаме ни една алатка да го диагностицираме рано. И сега како ќе го диагностицираме? Може нема да биде повторно рано, меѓутоа ако жената избегне да дојде на гинеколошки преглед барем еднаш годишно, ние нема да можеме, поготово гинеколошки ултразвучен или бимануелен преглед, ние нема да можеме да го диагностицираме карциномот. Она може да престане да прави скрининг за карцином на грло на матка, да не зема пап тест или да не зема ХПВ типизација, ако претходно наодите се добри. Меѓутоа до крајот на животот би требало да доаѓа на гинеколог, па барем еднаш годишно. И она што сакам да го кажам за жените, да ги поттикнеме дека треба да разговараат за проблемите кои што ги има менопаузата или перименопаузата. Дали се тие се уште табу тема? Да. Да? Да, тоа е се уште табу тема. Постои срам да се зборува за вагинална сувост, него многу малце можеби докторите ги прашуваат жените за проблемите кои што ги имаат. И можеби последните години со ова интернетот кој што стана премногу достапен до сите жени, скоро сите нели го користат, не само жените, аз зборам за цела популација, почнуваат да ги бараат своите симптоми на интернет, да и ќе прочита да дека има решение. прочита дека има решение, така да еве во последните неколку години јас многу често сум се сретнала со пациентки во периодот 45 до 50 години кои што доаѓаат и кои што бараат решение за проблемите кои што всушност ги имаат, кои што доаѓаат целно за тоа, не доаѓаат на еднаш годишен преглед, него доаѓаат целно всушност да разговараат за тоа како може да се помогнат на самите себе си, поради тоа што на некој од нив навистина им делува многу на квалитетот на животот, поготово замислете ако има несоница, па не може да спие онда другиот ден кој што треба да го помине 12 сати би бил многу потежок за разлика од... Можат ли овие симптоми да обстојуваат со години? Да, оние туплетни бранови се смета дека може да постојат и до 15 години, дека пациентките дури на 65 години може да ги осеќаат. Може би епизодите, може би нивното траење ќе се намали, нема да бидат толку интензивни, меѓутоа овие периоди апсолутно дека може да постојат. Во одредена анкета е докажано дека дури пациентки многу постари од 65 години понекогаш ги осеќаат. А дали може 5, 10, 15 години по последната менструација да се започне со хормонска терапија за елиминирање на ваквите симптоми или тогаш е доцна? Се смета дека до 10 години по завршувањето на последната менструација. Меѓутоа, тука треба да се земе и возраста на жената. Ако менструацијата да завршила на 51 година и сега жената доаѓа на 60 години барајќи хормонска терапија, мислам дека не би било адекватно, од причина што за овие топлотни валнози ние имаме и други лекови со кои што можеме да ги третираме. Кои се тие? Не мораме да ги третираме. Не конкретно кои се лековите, но не мора да ги третираме само со хормонската терапија. Значи има и други начини. Да, има и други начини. Хормонската терапија е добра, поготово кај оние жени кои што порано влегуваат во менопауза. Со идеја дека ние ќе го продолжиме нивното здравје, ќе го намалиме процентот на пример на остеопорозата. Или меѓутоа кај пациентките кои што влегуваат од 50 години во оваа менопауза, идејата на користењето на хормонската терапија е малку подруга, не како кај жените кои што се помлади. Идејата е дека ние ќе ги третираме пред се овие топлотни валнози или она несоница која што ја има пациентката, депресија која што ја има пациентката. И во тој период ги даваме. Меѓутоа, да дадеме хормонска терапија над 60 годишна возраст е докажано дека
ако претходно штити од деменција, дека ако дадеме хормонска терапија на пациентки кои што се над 60 годишна возраст, дека имаме прогресија или поголема инциденца на појава на деменција. Значи хормонот е добар, ама не секогаш. Не секогаш, затоа споминавте, се треба да се извади и да се процени. Затоа велам дека секој случај е сосема индивидуален и затоа секоја жена треба да отиде да се разговара. Физичката активност може ли да помогне во намалувањето на дел од симптомите, да речеме вежбање? Апсолутно, тоа е нели здрав начин на живот и се смета дека со тоа нели се лачи адреналин, жената се осеќа пострекна, позадоволна, поготово за анксиозноста, за депресијата може да помогне. За топлотните бранови нема некој ефект, дека може да помогне, но меѓутоа од друга страна ќе жената која што ќе вежба ќе намали телесната маса. Нели, ако внимава на својата исхрана, ако вежба редовно ќе намали телесната маса, а со тоа ќе ги намали проблемите кои што можат да и се јават во овој период на перименопаузата, пошто многу често нели велат мине менструацијата ми стана ирегуларна и ја сега гледајте ме го сменив обликот на моето тело. Почнав да натоложувам килограми или масни клетки околу стомакот или на други места каде што јас никогаш претходно не сум ги имала. Така да вежбањето апсолутно ќе помогна. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Верувам дека сите овие совети се од помош и ќе бидат од помош на сите жени кои што се во оваа животна доба. Јас ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека одговоривме на прашањата кои што се најчести. Да, се најчести кои што ги интересираат жените и уште еден апел сите што се соочуваат со вакви симптоми да побараат помош, односно да побараат решение кај нивните гинеколози. Не мора да биде хормонска терапија, може да биде и друга терапија, како што реков, некои одредени антидепресиви делуваат на топлотните бранови. Ме прашавте кои лекови, а ја сум должна да одговорам и ако завршуваме емисијата. Ви благодарам многу за поканата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.